Како ја оценувате моменталната состојба на интернет просторот во Македонија? Со еден збор хаос. Интернет просторот во Македонија е нерегулиран. Сега под знак прашање колку може да се регулира, меѓутоа она што е генерална оценка е дека се случува хаос на интернет просторот, не се почитуваат авторските права. Интересна ситуација е што интернет порталите како медиум за комуникација со јавноста се прилично мала инвестиција во однос на останатите медиуми, имаат прилично големо влијание врз публиката и тоа вешто го користат центрите на моќ, без разлика дали станува збор за политички или економски центри на моќ, тие вешто го користат тоа и на тој начин создаваат дополнителен хаос пред се, бидејќи ја нарушуваат конкурентноста на пазарот и тоа е, претпоставам, главна причина за ваквата состојба со интернет просторот, односно интернет медиумите во Македонија. Треба ли законот за медиуми да ги регулира интернет порталите? Па секако дека треба, меѓутоа треба да ги регулира во онаа мера во која што нема да го нарушува она начело на слобода на изразување и секако да не навлегува во она што се вика цензура на новинарските текстови. Сега кога зборуваме за за информативните портали во кои што јас работам, има еден обид сега Министерството за информатичка технологија и јавна администрација, како се и да беше, има еден обид да го регулира интернет просторот, сега знаеме се подготвува оној нов закон за медиуми, секако за поздравување секој обид да се регулира просторот, меѓутоа пак ќе кажам под знак прашалник е колку може да се регулира интернет просторот. Пак ќе кажам, значи го поздравувам законот за медиуми, сметам дека треба да се регулира и предпоставам дека треба големо внимание да се обрне на начинот на кој што се финансираат интернет медиумите, односно како прво се основаат, а потоа понатаму и се финансираат, да нема интернет портали основани на физичко лице, да има, значи, правно лице кое што потоа државата ќе може да следи неговата финансиска состојба. Тоа е еден комплексен проблем за кој што треба луѓе со поголема стручност. Предпоставам дека ќе имаат и тие голем проблем да најдат решение како да го регулираат просторот. Како да се регулираат авторските права на информации, фотографии и видеа во македонскиот интернет простор? Па, ние имаме еден закон за авторски права, меѓутоа од она што можев да го дознам во консултација со некои адвокати кои што ја работат оваа проблематика, до сега нема судска пракса, односно нема некој што меѓусебно се тужел и тој судски процес добил епилог поврзан со авторските права. Секако дека треба да се регулираат авторските права на интернет. Дали тоа ќе биде преку законот за авторски права кој што веќе постои или пак ќе се воведе некој член во законот за медиуми, тоа предпоставам има постручни кои што ќе треба да го решат. Она што е сигурно е дека мора да се дојде до таква регулација. Ние денеска во македонскиот интернет простор имаме интернет медиуми кои што работат со еден или двајца најмногу новинари, ги препишуваат комплетно вестите од другите интернет портали. На тој начин создаваат, генерираат посетеност, посетеноста привлекува од своја страна огласувачи, огласувачите носат пари, што значи дека го пореметуваат пазарот на оние интернет портали кои што продуцираат вести. Сега телевизиите, например, имаат во законот за радиодифузија и сега гледам, го читав и новиот закон за медиуми и во него истиот дел е пренесен дека содржина на една телевизија не смее да се емитува на друга телевизија во поголема должина од 90 секунди. Сега можеби ова е добро почетно решение из интернет порталите. Ние немаме секунди, меѓутоа имаме карактери, па може да биде, например, да може да се превземаат 150, 200, 300 одредена бројка на карактери од една вест. За сликите секако да се одреди која ќе биде максималната големина на сликата која што ќе може да ја превземе еден портал од друг. И тоа се некои работи кои што предпоставам дека може да се регулираат, меѓутоа потребна е волја. Интересно е да се каже дека во цела оваа сфера на регулирање
Имаме портали кои што се регистрираат во Македонија, меѓутоа имаме и портали кои што се регистрираат во странство и на нив државата практично не може ништо да им направи, затоа што вие можете да регистрирате портал во било која држава. Интернет просторот нема собственик и можете да ги пласирате тие информации во Македонија. Тука практично вас законот нема да ве опфати и овде се јавува еден проблем. Меѓутоа мислам дека тука треба да дојде на сцена јавноста и таа е таа која што треба да процени кој од овие портали е релевантен, односно порталите кои што се регистрираат во Македонија автоматски да добијат повисока релевантност од порталите кои што се регистрираат во странство, бидејќи секој ќе треба да се запраша зошто овој портал не е регистриран во Македонија ако продуцира и продава вести во Македонија. Тоа е значи една широка проблематика. Претпоставам дека и министерствата и владата кога ќе го изготвува финалниот закон ќе има голем проблем да го регулира. Се надевам дека ќе видиме регулација во овој дел на интернет порталите. Што ви пречи во нацрт верзијата на законот за медиуми во поглед на интернет просторот? Во нацрт верзијата практично и да нема многу некоја регулација на интернет просторот, како што веќе кажав, многу е тешко да се регулира нешто што нема собственик, како што е интернет просторот. Што ми пречи? Па не можам да кажам дека нешто ми пречи кога ние практично немаме некоја цврста регулација. Го поздравувам она што е да се регистрираат интернет порталите кои што ќе продаваат вести на македонскиот интернет пазар. Мислам дека треба да се знае кој е порталот, кој стои за тој портал, тие луѓе кои што ги продуцираат тие вести да сносат соодветна одговорност како пред својата публика, така и пред законите во случај да дојде до некој вид на клевета, да се нарушат нечии туги права. Тоа е делот што го поздравувам од законот. Не ми се допаѓа што фалат многу работи кои што треба да ги регулира овој закон, а не ги регулира. Како што веќе кажав пред се, јас си го дадов тој предлог да биде по-транспарентно финансирањето на медиумите. И публиката, и јавноста, но и државата да знае медиумите како ги добиваат своите средства и од таму да може да сите да изградат слика за нивната релевантност. Дали интернет медиумите се профитабилен бизнис? Па не би можел да кажам дека се профитабилен бизнис, меѓутоа едно е сигурно дека се новинарски бизнис на иднината. Весниците ја губат трката со интернет порталите пред се поради брзината со која што се објавуваат информациите во интернет просторот. Весниците, знаем, излегуваат на стриктно одредени периоди и не можат да ја следат таа брзина. Профитабилен бизнис. Секој кој што се бави со интернет медиуми знае дека тоа е макотрпна работа, многу време пред компјутер, често оштетен вид болки во кичмата. Тоа е се што може да се каже дека е профит од интернет медиумите. И секако после 2-3 години понатака, доколку успеете да си обезбедите место на пазарот, како и во секој бизнис, можете да почнете да остварувате некој профит.